Денеска ќе зборуваме за нешто што сите го чувствуваме, без разлика на нашата возраст, професија, статус, а тоа е осаменоста и тоа во ера на дигитално време. На оваа тема зборуваме со вистински експерт. Жана Базби е психолог, психотерапевт, тренер за лидерски вештини, 30 години живее и работи во Лондон, соработува со голем број компании, институции и тимови, а незина специјалност е менталното здравје на вработените, но и ред други работи за кои што ќе проговориме во продолжение. Таа честопати гостува на медиумите во Англија, на BBC, на интернационални конференции, но неретко своите лични и професионални искуства и знаења ги споделува и тука кај нас. И имам чест и задоволство денеска да ја имам како мој соговорник. Пред се благодарност што одвојувате време да зборуваме за една тема која што е многу важна во 21. век и која што се чини дека е инфилтрирана во сите пори, не само на нашето општество, туку на секаде ширум светот. Добре ни дојдовте. Благодарам, Ирена, ви благодарам што ме поканивте. Секогаш ми е задоволство да разговарам со вас, на други телевизии, на теми кои што се навистина интересни од психолошка перспектива, теми што понекогаш луѓето и немаат храброст да ги отворат. Како што рековте, денес тоа е темата осаменост. Се чини дека живееме во време кога само навидум сме поврзани еден со друг, а всушност како никогаш порано многумина се чувствуваат осамени. На што се должи таа осаменост? Кои се причините? Токму така. Значи, убаво кажавте, живееме во едно модерно време каде што осаменоста всушност зазема толку голем замав што можеме да кажеме дека постои една епидемија на осаменост. Има различни причини, пред се осаменоста е едно субјективно доживување. Луѓето може да се чувствуваат осамени и кога се обкружени со многу луѓе, а можеме да се чувствуваме и осамени кога нема никој. Токму таа осаменост е нешто што кај луѓето предизвикува непријатни чувства, чувство на стрес и слично, и тоа е една первазивна состојба, јас би ја нарекла во денешно време. Пред се различни причини има. Некој може да смени работно место, можете да смените земја, можете да смените да кажеме локација на која што живеете, семејството да не е околу вас. Сите тие работи играат некаква улога, може би партнерот починал и слично. Меѓутоа, една глобална причина која што сите веќе многу ја приметуваме, тоа е технологијата, дигиталната технологија, и сите сме толку многу вовлечени во тоа нешто, а во текот на разговорот ќе кажеме и зошто тоа влие на осаменоста. Интересно е што го спомнавте терминот епидемија, кога кажавте дека осаменоста е веќе на ниво на епидемија, и тоа мене ме наврати на ковид пандемијата, кога се чини дека многу тој социјален контакт што ни беше ограничен и забранет, како да ја поттикна осаменоста. Лежат ли можеби корените токму во тој период? Апсолутно, тоа беше нешто ново за сите нас. Значи, никој не очекуваше таква една социјална осаменост, изолираност, да кажам, а тоа се случи нели со сите тие забрани, блокади, локдаун и така натака. Многу луѓе се почувствува несигурно, осамено. Сите се поврзувавме преку социјалните медиуми, така да социјалните медиуми и целата таа технологија си имаат нека своја улога која што е позитивна, меѓутоа до одредена мера. Има прак на толеранција, колку често можеме да користиме технологијата, за да не преде во нешто веќе што е неубаво за менталното здравје, за физичкото здравје и за социјалните врски. Сите го почувствувавме тоа, меѓутоа и една друга работа се случи. Можевме полесно да видиме кои ни се правите вредности. Тоа беше како еден начин просејување на вредностите кои што луѓето ги имаат. И многу луѓе видоа дека им е многу битно да си градат убави, позитивни, конструктивни врски со другите луѓе. Како таа осаменост се рефлектира на интерперсоналните релации што ги имаме со пријателите, роднините, партнерите, колегите? Колку таа осаменост влие на начинот на кој што делуваме? Многу влие. Значи, ние сме социјални битија. Ние луѓето така сме предодредени да живееме со други луѓе во близина. Значи,
Меѓутоа, кога таа близина веќе ја нема, поготово кога ја нема во интерперсоналните врски, конкретно да кажеме врски кои се предодредени на некој начин, не само предодредени каде што имаме очекување дека ќе бидеме со некого заедно, дека ќе ни се посвети внимание, дека нема да се чувствуваме осамени, тоа е пред се бракот, како институција да кажеме, кога таа осаменост се јавува во врските, и меѓу семејството исто, може да биде со пријатели, може да биде на работно место со колеги, секако дека тоа има еден голем импакт и на менталното здравје, затоа што тука може да се јави анксиозност, луѓето стануваат депресивни. Меѓутоа има еден друг фактор тука, може да се случи и обратно, заради некакво ментално нарушување, пак ќе кажам, вообичаено анксиозност или депресија, кои се многу распространети во денешно време, луѓето може да се осамат, да се оддалечат, да не се дружат, често да се повлечат, поготово кога е депресија во прашање. Меѓутоа, да се навратиме во приватните, во интимните врски, кога луѓето се чувствуваат осамени, едниот партнер или двајцата, тоа најчесто доаѓа како резултат на брзиот начин на живење, кој што и не е оправдан, некогаш влегуваме значи во тој затворен круг, така да го наречам, и посветуваме многу внимание на се што е екстерно, значи надворешно, поготово на нашите телефони, поготово на социјалните медиуми, имаме толку многу дистракција, нешто што ни го одзема вниманието. Колку пати сте виделе и ви се случувало дали во семејството, меѓу пријатели, колеги, да ги видите сите на телефони, да не се обрнува внимание на соговорникот. Ама тоа е многу тешко, поготово кога очекуваме во врската да има некакво внимание, да ни се посвети. Така да, навистина влие многу негативно. А поразувачки одговорот на ова прашање што рековте колку пати сте виделе сите да седат со телефони, одговорот е секојдневно гледаме, на секаде, и тоа е тоа што е поразувачки. Ја споменавте таа врска на осаменоста со депресијата, со анксиозноста. Вие имате навистина долгогодишно искуство на работа на поле на менталното здравје и само еве накратко ја направивте таа релација, сигурно дека има многу голема врска осаменоста токму со тие состојби од кои што пати модерниот човек, депресија, анксиозност. Апсолутно, да. Тоа е мојата позадина, всушност. Работа со луѓе кои што имаат проблеми со менталното здравје. Меѓутоа, сега сум многу повеќе насочена на менталното здравје на вработените. Како бизнис психолог, психотерапевт, да, така и сум почнала во кариерата, меѓутоа тие две работи кај мене се сега испреплетени, што ми дава можност уште подлабоко и на некаков си, да го наречам, интегративен начин да пристапам на проблемите со кои што моите клиенти се соочуваат, кои сакаат да ги решат, да најдат солуции, работам со тимови, работам со организации, секако работам со луѓе на индивидуално ниво. Токму таа анксиозност, токму таа депресија, тие се некако најраспространети, се случуваат и на работни места. Во Англија има многу луѓе, нормално, кои што имаат вакво ментално нарушување. Верувам дека во Македонија е и случајот, може би уште повеќе тоа распространето, така што на врв на сето тоа, кога ќе ставиме осаменоста, затоа што многу луѓе веќе, па и општества, постанале индивидуалистички, значи колективното како веќе толку да го нема. Тук и тамо некаде провејува, меѓутоа главното чувство, јас мислам дека е чувство на индивидуализам. И тој индивидуализам конкретно се покажува кога сте, ајде да кажеме, замислете си слика која што секојдневно ја гледате, надвор, во кафич, во ресторан, колку луѓе гледате на телефони, седнати се заедно на кафе, на ручек, на вечера, не е битно што, и колку луѓе се по телефоните, па и мали деца. Знаете како во денешно време родителите им ги даваат телефоните на децата да гледаат цртани филмови, да бидат на, не знам, дури на некои од социјалните платформи, што за мене конкретно не е во ред. Ги спомнавте децата и некако логично ми се надоврзува следново прашање,
како различните генерации доживуваат осаменоста, односно дали младите на поинаков начин се чувствуваат осамени од нас кои што сме во позрели години? Ова е многу убаво прашање. Интересно прашање. Осаменоста е осаменост. Кога ја чувствуваме, сите ја чувствуваме тешко ни паѓа. Меѓутоа, токму така, постои разлика како младите луѓе ја доживуваат, како ја доживуваат луѓето кои што се во зрелите години и како ја доживуваат постарите лица. Младите имаат чувство дека се постојано во друштво. Меѓутоа, тоа друштво е лажно. Имаат многу контакти затоа што се на TikTok, на Instagram, на Facebook. Меѓутоа, тоа се на некој начин вешташки контакти. Често пати сум слушала, мислам, ова се случаеви од мои клиенти. Може би не нив лично да им се случува нешто, меѓутоа на нивните деца или на некого кој што тие го познаваат, да кажат младите луѓе, имам 20.000 следбеници, 100.000 следбеници, меѓутоа никој не ме прашува како сум. Значи, има лајкови, има некоја интеракција, меѓутоа тоа е вештачка интеракција. Кај луѓето во повозрасните, во средните години, постои веќе тука е родителството во прашање, бркање на кариера, домашни обврски, деца, можеби постари родители и слично, еден континуиран стрес на некој начин кој не им дава време да здивнат. Ќе кажат, имам се, меѓутоа се чувствувам преуморно. Таа уморност некојаш и ментална, не е само физичка. Кај постарите лица, тоа е веќе нешто што е по вистинска изолација. Партнерот го нема, можеби, пријателите, кругот се намалува, староста си го прави своето, децата можеби ги нема, се одселиле и така натака. Тоа е веќе по реалната изолација, меѓутоа тоа не значи дека треба така да остане. Значи има начини на кои што луѓето можат пак да се поврзат. Една битна работа е желбата да бидеме поврзани. Кога имаме желба, тоа прави и да превземеме некаква акција. Дали ќе се слушнете со комшивката, со пријателка, ќе се викнете на кафе и така натака. Да, еве пример со мајка ми, таа кога сум тука, гледам се дружи постојано со 3-4 пријателки, добри пријателки, си одат на кафе, едни кај други и во текот на неделата неизе со пријателството и исполнето времето. На страна на тоа што на телефон ќе се чуе со некого или пак и таа си го користи телефонот. Во денешно време и децата кои имаат 3 години и тие и возрастните кои имаат 80 и кусур години, значи сите сме веќе со телефоните и со таа технологија. Вие имате огромно искуство и поврзано со модерниот консумеризам, а се чини дека таа осаменост е во тесна корелација и со консумеризмот. Живееме во такво време, во такво општество и еве сега често пати многумина од нас кога се нерасположени, па знаат нешто да си купат за да се расположат. Да си направат една терапија со тоа што ќе си купат некое ново парче, ташна, чевли, штикли, што и да е. Да, живееме во време каде што консумеризмот е многу истакнат. Значи, живееме во материалистичко време, тоа е тоа. Значи, влијае тоа исто така на осаменоста, пак тука ќе ја вклучам исто и технологијата, затоа што во денешно време многу контактираме нормално преку смартфон, социјални платформи и слично, и сето тоа го интензивира чувството на неповрзаност. Една иронија е, парадокс е. Никогаш не сме биле толку поврзани како што сме во денешно време. Не само локално, на локално ниво, глобално, преку континенти. Меѓутоа, никогаш не сме биле ни толку неповрзани и осамени. Така да, еве, конкретно ме прашавте, јас работам и во доменот на психологија на потрошувачи, тоа ми е другата специјалност. Ја поврзувам со тоа веќе што го работам, што имам искуство. Работам со брендови, разни организации, се консултираме, зборувам на многу конференции во тој поглед и што тука се случува, значи, еве ќе ви дадам еден друг пример. Например, од тоа чувство на осаменост, луѓето, компаниите прават и бизнис, прават и профит. Постои, например, апликација која се вика Rent a Friend,
што значи ќе си рентате пријател и ако сте осамени, значи ќе му платите, си одите на апликацијата, му плаќате на некого $40, америчка апликација мислам дека е, му плаќате на некого $40 од час за да ве дружи, да седнете, кафе да се напиете денес, да појдете на концерт заедно можда, на ручек да појдете. Сето тоа е платонски, меѓутоа има околу 620.000 или повеќе, јас мислам, членови кои што ете така, тоа пријателство е трансакција. Интересно, тоа кај нас уште не е, затоа што подоцна доаѓаат нештата, меѓутоа прашање на време е кога веројатно ќе стане и тука реалност. Јас се надевам да не стане. Значи, се надевам дека е еден вид на, како да кажам, ајде, моментално, моден тренд. Меѓутоа, ако веќе имаме, значи, некаков увид дека тоа се случува, треба нешто да се превземе, тоа да не се прошири толку многу, затоа што како и вештачката интелигенција и врските ќе ни станат многу вештачки. А ние не сме предодредени за нешто толку вештачко, нели? Многу интересна тема и многу е убаво човек да ве слуша. За крај би сакала да го заокружиме разговорот со една порака до сите оние што денеска не гледаат и ве слушаат. Како да се извлечеме од канџите на таа осаменост? Како да и побегнеме? Како да се поврземе повторно со луѓето? Вака, ќе ви дадам една кратка порака, меѓутоа претходно само да кажам на кратко, можеме да направиме, значи да преземеме акција на индивидуално ниво, секој еден од нас. Не чекајте некој да ве бара. Значи, поврзете се вие, дали ќе пишете порака, меѓутоа таа порака да биде пропратена со видување со некого, значи во живо. Пратете порака, слушнете се со некого, не чекајте да ве бараат, превземете иницијатива, нормално сега треба да има баланс. Не може само вие некого да барате. Меѓутоа, искочете, вежбајте, дружете се, не дозволувајте, значи, таа инерција да ве држи назад. Тоа е на индивидуално ниво, на општествено ниво, исто многу битно, затоа што околината во која што живееме има влијание, не афектира, нели? Па ја афектира и осаменоста. Јас мислам дека треба да се створи една култура на грижа и на поддршка еден за друг. Да нема поларизација, дали политичка, дали на партиско определување, по религиозни причини, што и да е. Меѓутоа, луѓето треба да бидат здружени на едно колективно ниво. Сето тоа доаѓа исто така од врвот. Значи, лидерите, како тие во политиката и тие во бизнис сферата, треба да прават повеќе иницијативи, повеќе програми, повеќе чекори, да може на луѓето да им се овозможи простор каде што тие ќе се дружат, дали ќе бидат тоа забавни настани. Забавни настани не мислам само концерти, значи или турбофолк. Не. Забавни настани, едукативни настани, нешто што ќе ја подигне свеста, што ќе каде што луѓето ќе можат својата интелигенција да ја употребат, каде што ќе можат да се дружат, спортски настани, игралишта, паркови, така натака. Атмосфера која што им дозволува на луѓето да се видат и да се приближат едни кон други, да шерат, значи, заеднички интереси. Една кратка порака, блискоста не се гради со лајкови, со преку имейл или преку пораки, меѓутоа се гради со присуство, се гради со доверба, се гради со разговор и пред се со внимание. Во нашата човечка природа е да сакаме да ни биде посветено внимание, а и ние да посветиме на некого. Тоа е мојата порака, да градиме блискост. Жана Базби, ви благодарам што одвоивте време да споделиме дел од вашите професионални искуства, сознанија, анализи до нашите гледачи, во надеж дека навистина ќе им помогнеме да излезат од осаменоста и да успеат да изградат квалитетни меѓуперсонални односи со своите блиски и со колегите. Ми беше чест и задоволство и се надевам дека при повторно доаѓање во Македонија ќе имаме пак можност да се дружиме пред камерата на телевизија Алфа. Ви благодарам многу, Ирена, како што реков на почетокот, секогаш ми е задоволство. Благодарам уште еднаш. Фала ви.